Во телефонски разговор со Кирил во текот на вечерта, кој што не би сакала целосно да го раскажувам затоа што не е културно, за разлика од нив кои што ни викаат тепара да не тепаат, не е културно да се прераскажуваат телефонски разговори. Тој од нас доби ултиматум од 1 час да ги поништи изборите, во спротивно сите ќе останеме тука. Значи, тој не беше спречен да се симне долу, што впрочем говори и видеото, кога тој излегува од задниот влез и ниту еден студент физички не го напаѓа. Тој одби да се симне долу во текот на целиот ден, од некаде 4 часот до кај колку беше 12 вечерта. Понатаму ние го видовме видливото присуство на специјалната единица за брзо распоредување при Министерството за внатрешни работи. На нашиот обид да прашаме кој ги повика и зошто се тука, добивме дрски одговори, пошто ние со нашето седење тука само се обидовме да заедно со избирачките кутии влеземе внатре, бидејќи ние сме членови на студентскиот парламент и влезот во оваа зграда овде нас мора да ни е дозволен зашто ние ова го плаќаме. При што, кога тие имаа обид да влезат со кутиите на нашето седење доле, се извинувам, на нашето седење доле, ЕПР применија сила со влечење, туркање, тегнење на студенти за да ги внесат кутиите. Сите видеа, и овде се надевам дека ги има медиумите кои што ги профилираат тие видеа. Сите видеа за искинати мајци на ликови студенти кои носеа избирачки кутии се или се монтирани, или тие самите си ги имаат кинено мајците. Затоа што јас сега ја прашувам цела јавност. Како ние можевме да скинеме мајца на било кој што ги носеше кутиите, кога ЕБР се испречи пред нас, не туркаше надолу со нозете и не буткаше кон зидот за да ја отвори вратата. Ние физички не можевме, поради припадниците на единицата за брзо распоредување, да стигнеме до тие студенти. Затоа тие видеа ги повикувам студентите ако знаат кои се тие што им ги кинеле мајците да пријават. Денеска бараме универзитетот веднаш да се произнесе, да го осуди ова насилство, да ги исклучи од органите и телата на управување на УКИМ сите представници на студентскиот пленум. Ние ќе покренеме и парламент, се извинувам. Малку е, да. Значи, сите представници на студентскиот парламент бараме да бидат одстранети од органите и телата на универзитетот. Воедно, ние ќе покренеме и дисциплински постапки против сите студенти кои се евидентирани на матични факултети како вршат насилство.